Здруженија за заштита на животни алармираат за расфрлан отров во штипската населба 8 ноември. Таму е пронајдено затруено куче, па предпоставка е дека причината е расфрлан отров. Фрлен е отров во 8 ноември Штипка и Китго на Енгелсова. Спаскани е затровена, моментално се борат за незиниот живот. Пазете си ги милениците. Реагира активисти на социјалните мрежи. Надлежните инспекцијски служби немаат констатирано присуство на отров на наведената локација, па можно е да се работи за изолиран случај или кучето да се отруло на друго место. Од друга страна, жители на 8 ноември реагираат на големиот број кучиња скитници во нивната населба. Дуњата ги има. Тука може има 10-15. Опасни ли се? Па рано ги ваја на комшика тука и собират се. Напаѓат на колите. Кола кога помине, тога и трчат по ни и лагат. У нашата улица има повеќе кучиња отколку деца. Па има, јас живеам на Иво Лола Рибар 96, тоа е дека и децата што одат на школа. Некна деца кога да е на школа почнаа да лаат кучињата дето од стра. И покрај ова, тие се категорични дека отровот не е решение. Мора да се најде друг начин за справување со проблемот. Што решение? Треба владата тоа да си преземе, не ние? Да се однесат некаде дека сакат. Например? Например, дека некој за кучиње нека и се направи таму за да се чуат. Друго ништо не би. Општина Штип пред една година започна со изградба на стационар за сместување на кучиња скитници, но истиот се уште не е пуштен во употреба, затоа што се чека дозвола за негово пуштање во функција. Инаку, проблемот со кучињата скитници го има во сите општини од регионот, исто како и труењата. Една од опциите е изградба на регионален стационар, но за тоа одлука треба да донесат градоначалниците.